Денеска православната црква ги празнува преподобниот Бенедикт, светиот Евсхимон епископ Ламсакиски и светиот Теогност митрополит Киевски. Преподобниот Бенедикт роден е во Нурсиската област во Италија во 480 година, од познати и од богати родители. Во училиште не се задржал долго, оти самиот увидел дека поради книжевното учење може да го изгуби големиот разум на својата душа. И излегол од училиштето ненаучен мудрец и разумен незнајко. Избегал во некој манастир каде што инокот Роман го замонашил, после кое се повлекол во една шпилеста гора, каде во пештера останал повеќе од 3 години на голем труд околу својата душа. Роман му донесувал леп и му го спуштал од шпилестата карпа со јаже до пред пештерата. Кога се прочул по околината, да би ја избегнал славата од луѓето, се оддалечил од таа пештера. Кон себе бил мошне суров. Еднаш, кога нечестниот бес на телесната поход го спопаднал, тој се слекол гол и се тркалал по копривите и трњето се додека не ја отстранил и секоја помисла за жена. Бог го надарил со многу духовни дарови. Продзирал, исцелувал, изгонувал лоши духови, воскреснувал мртви, им се јавувал на други и најаве и на далечина во сонот. Еднаш провидел дека му е послужена чаша вино со отров. Тој ја прекрстил чашата и чашата се распрснала. Основал 12 манастири, во секој во почетокот по 12 монаси. Подоцна се создал посебен ред бенедиктанци, кој ден денес постои во Римската црква. На 6 дена пред смртта тој наредил да се отвори неговиот гроб, порано подготвен од светителот провидел дека крајот му е близу. Ги собрал сите монаси, ги посоветувал и му го предал својот дух на Господа, на кого верно му послужил во сиромаштија и чистота. Неговата родена сестра, Схоластика, живеела во еден женски манастир, па угледувајќи се на својот брат, и самата многу се подвизувала и дошла до големо духовно совршенство. Кога светиот Бенедикт ја испуштил својата душа, двајца монаси, еден на пат, а другиот пак во некоја оддалечена келија на молитва, истовремено виделе иста визија. Пат од земјата до небесата послан со скапоцени ткаенини и осветлен по страните со редови луѓе. На врвот на тој пат стоел некој човек со неопислива убавина и светлина, кој им кажал дека тој пат е подготвен за Бенедикта, на Бога омилениот. По таа визија, тие двајца браќа дознале дека нивниот добар игумен се преселил од овој свет. Завршил мирно во 543 година и се преселил во вечното царство на царот Христос. Спаси
нашего ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот Евсхимон епископ Лампсакиски. Во времето на иконоборството трпел гонење и самување. Се упокоил во времето на царот Теофил иконоборецот, во периодот помеѓу 829 и 842 година. Светиот Теогност митрополит Киевски. Грк по потекло и преемник на светиот Петар Киевски. Страдал многу во монголската орда од Джинибек, затоа што бил наклеветен кај монголскиот цар од своји луѓе, руси, како не му плаќал на царот никаков данок за својот чин. Кога царот го повикал и го прашал за тоа, тој рекол: Христос, нашиот Бог, ја искупи црквата своја од незнабожците со честната своја крв. Зошто сега да им плаќаме данок на незнабожците? Најпосле некако се ослободил и се вратил дома. Управувал со црквата 25 години. Се упокоил во Господа во 1353 година.